Амбасадорот на Јапонија Савада Хиронори ја посети општата болница со проширена дејност во Кочани, за чие што гинеколошко одделение е донирана опрема вредна близу 48.000 евра, како дел од јапонската GGP програма на мали грантови за основни потреби и човекова безбедност. Се работи за трет грант од оваа програма за Кочанската болница, со кој е обезбеден дигитален ехо апарат со фетален монитор за ултразвучно и детално наблюдување на срцевиот ритам, а што ќе овозможи висока квалитетна медицинска услуга и брза дијагноза на пациентите. Драго ми е дека овие апарати донесоа поквалитетни здравствени услови и безбедност за жените и идните мајки во Кочани, но и во целиот источен регион при средењето на нивната пременост. Јапонскиот народ е среќен и горд што му помага на македонскиот народ да има подобри здравствени услови. Тоа го правиме по рамки на јапонската програма GGP за мали грантови за основни потреби и човекова безбедност, што е еден од столбовите на нашата соработка со Северна Македонија. Од 1996 година Јапонија поддржува проекти во секторот здравство, образование и животна средина во Северна Македонија. Досегашната јапонска поддршка изнесува вкупно 8,5 милиони евра за 171 GGP проект. Во рамките на иницијативата на Западен Балкан, Јапонија е силно посветена да ја поддржи Северна Македонија во социјалниот и економискиот развој, што е многу важно за интеграцијата во Европската Унија. Се надевам дека и во иднина ќе можеме да го поддржиме здравствениот сектор и неговите капацитети. Директорот на општата болница Александар Серафимов и градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов, кои го придружуваа јапонскиот амбасадор, упатија благодарност за техничката помош, што значително ќе помогне во следењето на здравствената состојба на женската популација во регионот. При тоа беше истакнуто дека просечно годишно на одделот за гинекологија има по 6800 прегледи, а скоро кај половина од нив се користи фетален монитор и современа опрема за дијагностика. Пациентки на одделот не се само идните мајки од Кочани, туку и од соседните општини во регионот Виница, Берово, Делчево и останатите. Преку GGP програмата, досега Јапонија во нашата држава има финансирано над 60 проекти во здравствениот сектор, со вкупна вредност од над 3 милиони евра. При тоа набавена е медицинска опрема, амбулантни возила, а реновирани се и здравствени установи. Советот на општина Виница на 14-та редовна седница даде согласност на предлог одлуката на општинската администрација да поднесе барање за структурна обврзница до Министерството за финансии, за да може да ги плати доспјаните долгови и да избегне неликвидност на буџетската сметка за обврски кон правни субјекти и поединци што настанале по различни основи. Според пресметките на финансиската служба во општината, вкупниот износ на доспеани а неплатени обврски до 17 ноември изнесуваат близу 200.000 евра, односно над 12 милиони и 200.000 денари. Согласноста за барање структурна обврзница беше добиена со мнозински број гласови во општинскиот совет, при што опозицијската советничка група од СДСМ и коалицијските партнери оценија дека се работи за непотребно задолжување и треба да се намалат непродуктивните трошења од буџетот за да можат да се вратат долговите. За 4 години, кога ќе дојде време, ќе направиме споредба што ќе направено во сегашно време, а што е било пред тоа. Еве, за една година видеме што е направено. Ништо не е направено. Значи, ние сметаме дека не треба дополнително да се задолжува општината. Не знаеме ни какви ќе бидат ни каматните стапки. Така да, нормално е дека нема да го поддржиме овај предлог. Благодарам. Се што е работено од 2017 до 2021, 0 денари општина Виница им исплатено на комуналното. Затоа беше таква ситуацијата. Затоа бараме поддршка да го платиме долговите што се настанати, а не за дополнително. Нема да имаме ниту еден денар, освен малата камата
што ќе биде на овие 12 милиони денар. Нема ново задолжување. Никакво. Со оваа структурна врзница, значи не е тоа некој ново задолжување на општината, туку начин на сервисирање на долго на општината спрема доверителите. Тука беше спомнено на Советник Ковенцо дека сакаме да добиеме некоја комоција. Ако ние 2023 треба да врнеме 12 милиона денара за останалите долгови, со оваа структурна врзница, значи, како што кажа Јулието, треба да враќаме 1.200.000, додека другите 11 милиона могат да се искористат за реализација на проекти кои се битни за граѓаните. На граѓаните не е битно дали општината враќа стари долгови за останалите долгови, туку е битно да се реализират проекти кои се многу битни за нив. Водоводи, канализации, улици, патишта и така натаму. Така да структурната обврзница е еден од најповолните начини, не задолжување, него да се обезбедат пари за да се сервисираат долговите за разлика од кредити што ги спомнахте. Не е тоа кредит. Најголем износ од 6 милиони денари е долг што општина Виница го има токму кон Министерството за финансии и за земени позајмици. Околу 2 милиони денари пак се обврски кон јавното предпријатие Солидарност за градежни работи и одржување на водоводната и канализацијска мрежа. Останатите средства се кон фирми кои изведувале градежни работи за прскање против комарците, за изработени урбанистички проекти, членари на Конзелс, како и долгови за неисплатени месечни паушали на членови на Општинскиот совет од минатиот советнички состав. Продолжување на новата економска визија за Европска Македонија, за нејзино менување во просперитетна и стабилна земја, што ќе биде почитувана дома и во странство како една членка на Европската Унија, најави председателот на СДСМ Димитар Ковачевски на трибината што под мотото "Силно и одлучно кон иднината" во вторникот се одржа во Кочани. Успешно реализиравме два пакети на антикризни мерки во износ од 760 милиони евра, најголем во целиот регион. Но има уште многу пат до брегот. Знам дека цените се уште превисоки, а платите се уште прениски. Но ве молам да ми верувате кога ви велам дека сме на вистинскиот пат. А оние кои не сакаат да веруваат на мојот кажан збор, барем можат да поверуваат на тоа што го кажуваат меѓународните финансиски институции. Светската банка ги оцени нашите антикризни мерки како најголеми од сите земји во регионот според процентот на учество во бруто домашниот производ. И во тешко време, со економски политики и антикризни мерки, успеавме да ја спасиме македонската економија. Обезбедивме доволно храна. Се сеќавате во март оваа година. Прашањето во сите медиуми беше дали ќе имаме доволно жито за зимата. И обезбедивме доволно жито. И бевме и солидарни. Кога Албанија немаше масло за јадење, ние ја кренавме границата. И на нив им обезбедивме масло за јадење. Обезбедивме и за нашите граѓани, меѓутоа обезбедивме солидарно и за нашите соседи. Исто како нашите други соседи од Србија, што ги кренаа границите и обезбедија и ние да ги имаме неопходните намирници. Според Ковачевски, со успешните економски мерки и политики се создава поволна клима за Македонија да стане една од трите најатрактивни економии во светот. Цената на електричната енергија за сите домаќинства во сиот овој изменат период ја субвенционираме 80% од цената. Да не е таа субвенција, 600.000 домаќинства ќе плаќаат 5 пати поголема сметка за струја. Ја субвенционираме електричната енергија за 72.000 компании кои вработуваат 98% од работниците во државата. И тие исто добиваат поевтина струја. Без тоа, тешко би можеле да го замислат своето работење во оваа тешка енергетска и економска криза. Обезбедивме и топли училници и електрична енергија за сите 500 училишта во државата. Преку фиксна и далеку пониска цена на струјата од онаа на берзата. А истото го сторивме
и за здравствените установи. За да им помогнеме на граѓаните и на компаниите, обезбедивме фиксна цена на струја и за фирмите производители на основни прехранбени производи. И таа мерка влодува со прот. Цените на храната почнаа да паѓаат, се намали цената на лебот и како што кажав, очекувам и другите основни прехранбени производи да им се намали цената за најмалку 10%. На трибината во Кочани председателот на СДСМ нагласи дека е зголемена минималната плата за вработените, а со новата методологија до март идната година пензиите ќе се зголемат за 16%, што според Ковачевски е најголем нивен пораст досега во државата. Исто така тој најави продолжување и унапредување на мерките за помош во земјоделството, за да се одржи и зголеми домашното производство на храна. Подпредседателката на СДСМ Сања Лукаревска на трибината силно и одлучно кон иднината, што во вторникот вечерта се одржа во Виница, нагласи дека граѓаните треба да направат разлика меѓу концептот што води по европскиот пат и оној што ја носи државата во изолација. Пред присутните во салата на Домот на културата во Виница, таа нагласи дека не е време за одржување предвремени парламентарни избори поради тешките околности, не само за државата, регионот и за Европа, туку и за целиот свет, оценувајќи ги заложбите на опозицијата како непатриотски и неодговорни. Пораките се тие дека заеднички мораме да одиме на патот кон Европската унија. Пораката исто така дека силен, обединет СДСМ дека може да реализира уште повеќе мерки од програмата на владата, дека се грижиме за сите целни групи, за граѓаните во ова тешко време, во време на енергетска криза. Едноставно да ги сублимираме впечатоците од се она кое што досега го имаме направено како влада, да направиме една дистинкција на она што значи владење на СДСМ со претходното владење режимско, да слушнеме одредени сугестии и критики од присутните, да одговориме на повеќе прашања. Во сите можни наврати на вакво медиумско представување сум кажала дека ќе победи европската агенда, ќе победи европскиот пат. Така да очекувам дека во собранието се она што значи европски дух, европска идеја, дека ќе ги донесе и тие измени кои што ќе ни бидат соодветен стожер понатаму за европскиот пат да го изодиме сите заедно. Лукаревска најави дека мерката Мој ДДВ, со кој за прв пат државата враќа пари директно на сметките на граѓаните, дополнително ќе се унапреди. Исто така ќе им се помага и на жените предприемачки. На средби пред се со жени предприемачки, жени управителки, заеднички да видиме, да најдеме креативни решенија за да се унапреди позицијата на жената во бизнес заедницата, врз основа на тоа и во општеството. Имаме одлична атмосфера на тие средби, бидејќи за прв пат нешто такво се случува и тука нема да застанеме. Ќе продолжиме, а ова го правиме во име на празникот на УЈП, на денот на даночните работници Свети Матеј. Исто така и затоа што ноември е месец на женско предприемништво и апелирам до сите жени да ги користат мерките од државата кои што значат унапредување на женско предприемништво. Од една страна, од друга страна да знаат дека во УЈП имаат партнер секојдневно. Заменик председателката на СДСМ Лукаревска посочи дека со предлог буџетот за наредната година, што веќе е во собраниска процедура, обезбедени се и доволно средства за нов раст на минималната плата, како и за ново зголемување на пензиите согласно новата методологија. Библиотеката Искра и литературниот клуб Копнеш од Кочани организираа книжевен портрет на Ана Дедова по повод 25 години од нејзиното творење. Главниот фокус при портретирањето на Дедова беше насочен кон делото Твоето ангелско лице, кое таа и го посветила на музичката звезда Даниела Мартиновиќ. Иако напишано на јазик кој на Ана не е мајчин, таа покажува дека одлично стихува на хрватски, испраќајќи порака дека музиката има исцелителна моќ и дека ништо не е невозможно ако има љубов, верба и надеж. Нејзините почетоци всушност датираат од крајот на 90-тите години со нејзините први литературни пројави по различни весници, меѓутоа концентрацијата на нејзиниот литературен потфат е во последната декада, во последната деценија, кога таа објавува 5 поетски збирки. Во сите нив Ана Дедова всушност се покажува како нежна, лирска поетеса, но од друга страна таа се покажува и како постојан трагач по човечноста, односно како ја гледаме како Диоген со фенер,
среде бел ден низ градот, како го бара човекот. Ана Дедова има освоено повеќе национални и меѓународни награди, меѓу кои и првата награда на 15-тиот меѓународен надпревар за кратка приказна во организација на книжевници од Хрватска. Минатата година таа ја доби златната плакета на поетскиот фестивал Гоцеви видици, а добитник е и на специјална награда за најдобра поетска творба од Светската литературна организација. Ана Дедова е учесничка на многу книжевни и електронски антологии и зборници во Македонија, Србија, Хрватска, Англија и Италија. Прогласена е за интернационален амбасадор за мир и хуманост во светот и има добиено сертификат Златен залог на Светскиот книжевен форум за мир и човекови права.